Струмичани се против враќањето на задолжителниот рок во земјава. Мажите сметаат дека служењето војска ќе ги научи младите на ред и дисциплина, додека пак жените велат дека тоа е тешко за сегашните млади луѓе. Скопски филмски фестивал во партнерство со Сдруженијето за поддршка на деца и млади со различности Сината птица од Скопје годинава за прв пат почнуваат со активности што ќе придонесат за инклузија на децата со попреченост. Во проектот се вклучени и деца од 4 основни училишта во Струмица. На годишно ниво Црвен крст реализираат по 200 проекти. Добро дојдовте во Дневникот, почитувани гледачи, ова е централното издание. Започнуваме. На јавноста им е многу добро познато за скандалозно криминалните тендери на Зоран Заев, а едно од тие е и за Струмица газ, кој Заев им ги даваше на својот сопартиец Митко Андреевски, изјави Васил Пишев од ВМРО ДПМН. Целата јавност беше информирана за скандалозно криминалните тендери на јавното предпријатие Струмица газ, кој Зоран Заев му ги даваше на неговиот сопартиец, председател на партиската комисија за енергетика Митко Андреевски. Вака СДСМ подразбера транспарентна тендерска постапка. Секоја јавна набавка да завршува во нивните партиски џебови. Затоа Струмица нема газ. И затоа струмичани плаќаат астрономски цени за гасот. Денес сме тука за да ги доставиме доказите за овој криминал до надлежното јавно обвинителство. Македонија лани во декември евидентира 42.101 турист кои оствариле 81.060 ноќевања, што представува зголемување од 4,4% во споредба со истиот месец од претходната година, додека бројот на ноќевање е зголемен за 4,7%. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на домашните туристи во декември 2016 година во однос на декември 2015 година е намален за 5,3%, а бројот на странските туристи е зголемен за 11,2%. Бројот пак на ноќевања на домашни туристи е намален за 4,6%. Патната инфраструктура, изградба на хотели и работа на ски лифтови. За да се најдеме на картата на дестинации и места каде што туристите кога доаѓаат и што можат да видат и да посетат во Македонија, да се направи означување на тие планинарски домови како би можеле туристите да знаат дека такво нешто постои. Купниот број на туристи што ја посетуваат Македонија во просек се задржуваат неполни 3 ноќевања. Најголемиот број на домашни туристи има во месеците во месец август, кога се реализираат и најголем број на ноќевањата. Учеството на ноќевање на странските туристи е околу 90%. Заврши вежба од обука во која беше симулирано неутрализирањата непријателска група. Денеска успешно ја извршија тимовите на специјалните единици на Министерството за внатрешни работи и Армијата на Република Македонија со инструктори од специјалните единици на САД. На вежбата присуствуваа министрите за внатрешни работи, за одбрана и за финансии Агим Нухиу, Зоран Јолевски и Кирил Миновски и амбасадорот на САД Джес Бейли. Продолжуваме да ја зајакнуваме Армијата Република Македонија. Ова е дел од декларација за стратешко партнерство меѓу Македонија и САД. Соработката во областта на одбраната има големо високо место и ние ќе продолжиме да и понатаму ги зајакнуваме како со обуки и така со опрема по специјални операции и другите единици на Армијата Република Македонија. Ние цениме дека професионалната поддршка и успешната обука представуваат клучни елементи за нашата законски обврски. Министерството за внатрешни работи има капацитет да ги остварува сите предметни надлежности во однос на јавната и државната безбедност, но овие обуки представуваат клучни елементи тие активности да бидат во симетрична линија со суштинските
стандарди. Денеска имавме прилика да ја видиме кулминацијата од тринеделната обука спроведена од специјалните сили на САД од Европската команда. Ова е дел од заедничките напори на Македонија и САД да се справат со тероризмот и затоа сите наши единици треба да бидат подготвени. Ова е само еден пример од нашата многу блиска соработка изминативе години заедно со полицијата и армијата. Тоа е знак на продолжување на нашето партнерство. Преку ваквите вежби ние заеднички ќе придонесеме за безбедноста на граѓаните. А струмичани се против враќањето на задолжителниот рок во земјава, доколку се донесе таква одлука, која на неколку пати се најавува. Мажите сметаат дека служењето војска ќе ги научи младите на ред и дисциплина, додека пак жените велат дека тоа е тешко за сегашните млади луѓе. Прашањето за враќањето на задолжителен воен рок во Македонија досега многу пати беше покренато во јавноста. Во земјава оваа идеја се уште не е разгледувана, иако на изборите имаше политички субјекти кои предлагаа воведување на воен рок во Македонија. Мажите често знаат да кажат дека служењето војска го прави детето маж. Од друга страна пак, жените не се согласуваат, бидејќи за новите генерации тоа би било нешто незамисливо. Струмичани кои ги анкетиравме се решителни во одговорите и се против враќањето на задолжителниот рок во земјава, но сепак, според нив, служењето војска на младите ќе им создаде обврска за работа, одговорност, добро однесување и дисциплина, дружење, но и богато искуство. Не. И што би значило тоа за младите? Това е многу опасно за младите, а за нас многу тешко. Това нема да се случи. Пријатно. Али би требало да се воведе задолжителен воен рок за младите? Не. А што би значило тоа за младите, еве, доколку се воведе? Немам представа. Иначе, јас сум бил како млад воен рок сум слушал. Дека е убаво младите да одат задолжително во војска? На некој начин би било добро, зашто тоа си е уврска на некој начин. Ќе се стакнат со некои уврски за работа, за физички се ујафнат. Па види, оно не е лошо, ќе се цивилизира народот, тоа убава работа, ама сепак големите знаат. А што би значило тоа за младите, еве, За младите е добро, ќе знаат да се понашат како треба. Јас бех војник, да кажам, за време Југославија, беше многу добро. Се почитуваме сите, без разлика, дали си шиптар, дали си, да кажем, општо се слагам, се поштувам се, нема поштување сега, лошо. Без разлика, дали си ром, не ти кажам, убота. Не да се бранам од некој, кој се бранаш веќе. Сега по-цивилизиран народ, дали културата е добра, само дали може држава да успее. Иначе, тоа е убава култура. Иначе почетне секој да плува сегде или да не знае добар ден да каже, да поштува. Тоа е убава работа. После таа пауза, па мислам дека треба. И што мислите, што би значило тоа за младите, еве, доколку се воведе? Па една врска што и едно искуство, богато искуство за тај период додека ќе бидат војни рок. Воениот рок во Македонија беше укинат во 2006 година. До тогаш траеше 9 месеци и годишно 13.000 регрути мораа да служат војска на возраст од 18 години, а последните регрути од армијата на Република Македонија излегоа во 2005 година. Се префрлуваме во општина Гевгелија. Состојбата со јавниот ред и мир во општина Гевгелија минатата година била стабилна и не се регистрирани нарушувања на јавниот ред и мир од поголем обем, а оценката на полициската станица за општа надлежност во Гевгелија за јавната безбедност во 2016 година. Состојбата со јавниот ред и мир во општина Гевгелија минатата година била стабилна и не се регистрирани нарушување на јавниот ред и мир од поголем обем, е оценката на полициската станица за општа надлежност во Гевгелија за јавната безбедност во 2016 година. Бројот на нарушување на јавниот ред и мир минатата година дури е намален на 94 во споредба со регистрираните 103 нарушувања на јавниот ред и мир во претходната 2015 година. Најчести прекршоци по Законот за прекршоци против јавниот ред и мир на подрачјето на полициска станица од општа надлежност Гевгелија
се нарушен јавен ред и мир со физички напад и нарушен јавен ред и мир со учество, предизвикување или поттикнување на тепачка. Изминатата година во Гевгелија од предизвиканите прекршоци, 47 се однесуваат на физички напади, 22 на пијанство и 10 пријави биле поднесени за слушање гласна музика. Во споредба со другите градови од југоистокот, општина Валандова годинава бележи најмала бројка на регистрирани случаи на нарушување на јавниот ред и мир. Поредбено со другите полициски станици од општа надлежност на подрачјето на секторот за внатрешни работи Струмица, во јануари 2017 година регистрирани се на подрачјето на полициска станица од општа надлежност Струмица 16 прекршоци, на подрачјето на полициска станица од општа надлежност Валандово 4 прекршоци и на подрачјето на полициска станица од општа надлежност Радовиш 5 прекршоци од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Во Гевгелија намалениот број на нарушување на јавниот ред и мир во првата половина од 2016 година е резултат на мигрантската криза, која се уште беше актуелна на ова подрачје. Продолжуваме со дневникот. Скопски филмски фестивал во партнерство со Сдруженијето за поддршка на деца и млади со различности Сината птица од Скопје. Годинава за прв пат почнуваат со активности што ќе придонесат за инклузија на децата со попреченост на овој етаблиран фестивал. Во проектот се вклучени и деца од 4 основни училишта во Струмица. Скопскиот филмски фестивал ги отвара вратите за децата со попреченост. Овој етаблиран фестивал во партнерство со Сдруженијето за поддршка на деца и млади со различности Сината птица од Скопје годинава за прв пат почнуваат со активности што ќе придонесат за инклузија на децата со посебни потреби од Скопје, Струмица и Тетово. Проектот насловен како Креираме заедно се имплементира со поддршка од Европската унија, како дел од програмата Заштита на децата од насилство и унапредување на социјалната инклузија на децата со попреченост во Западен Балкан и Турција, а е кофинансиран и спроведен од страна на УНИЦЕФ. И оно што е важно е тоа што групите не се составени исклучиво од деца со попреченост, туку секој дете со посебни потреби си има свој пар. Меѓу типичните деца, дали се тоа нивни другарчиња, дали се деца кои што имаат на некој начин повеќе сенс и слух за потребите на овие деца и им асистираат во работата или ги водат или меѓу себе во таа меѓусебна интеракција подобро се запознаваат. Повеќе манифестации на ваков или онаков начин се обидуваат да ги отворат вратите за овие луѓе. Разликата е овде што ние ги отвораме вратите за нив како креатори, како создавачи на програмата, а не како пасивни реципиенти. И тоа е многу важно. Им дозволуваме и самите да креираат. Од Струмица ќе бидат вклучени ученици од 4 основни училишта: Сандо Масев, Видео Подгорец, Маршал Тито и Никола Вапцаров. Поделени во групи од 12 до 15 учениците на овие работилници ќе подготвуваат фотографија и видеоклип, а работните групи ќе ги водат Ване Косторанов, Наташа Гелева и Јане Алтипармаков. Јас многу верувам во овие деца, од причини што јас самата сум мајка на дете со Даунов синдром, кој што има девојче со Даунов синдром, кој што има 13 години и е вклучено во редовно училиште. Дури јас како мајка понекогаш сум изненадена од тоа што ги превидувам незините таленти. Не можам секогаш да ги до крај да ги видам, да ги откријам сите незини таленти и можности. Мислам дека ова многу ќе им помогне и на родителите малку од поинаква страна да погледнат на своите деца, да видат што се нивните деца можат и знаат. Затоа ние им даваме не баш лесна задача, преку медиумот фотографија и видеоклип тие да прозборат за себе. На почетокот на работилниците се одржуваат и обуки за детските права. Учениците со попреченост преку визуелни алатки ќе проговораат за своето секојдневие, за тешкотиите со кои се соочуваат дома, на улица, во училиште, а нивните типични соученици ќе се сензибилираат за правата и потребите на нивните поинакви врсници. Во процесот на заедничка работа тие ќе се запознаат едни со други, ќе си помагаат и креативно ќе се надополнуваат при создавањето на крајните продукти. На Скопскиот филмски фестивал, кој традиционално започнува на 22 април, во рамки на дводневната програма ќе бидат презентирани видеата снимени од учениците, изложба на фотографии, а планирана е и богата едукативно-забавна филмска програма за деца. Пропратни завршни настани со слична содржина ќе следуваат во Струмица и во Тетово.
Малите проекти кои ги спроведуваат волонтерите на Црвен крст преку ПХВ програмата веќе 20 години наназад имаат огромно влијание врз општеството. На годишно ниво се реализираат и по 200 проекти кои достигнуваат буџет и до 300.000 денари. Реновирање на куќи, болнички оделенија, набавка на инхалатори и уште многу други крупни проекти се реализирани на ниво на Македонија во текот на изминатите 20 години, како дел од програмата Промоција на хумани вредности на Црвениот крст. Над 1200 млади од цела држава годишно прават по 200 различни проекти, преку кои помагаат на социјално загрозени групи и овозможуваат нивна поголема инклузија во општеството. Одговорните лица кои со години наназад ги одржуваат ПХВ работилниците велат дека се изненадени од креативноста на младите и воопшто од идеите за проекти кои на годишно ниво достигнуваат буџети до над 300.000 денари. Ние кога ја почнавме самата програма на ЦК ПХВ, Црвен крст во акција промоција на хуманите вредности, почнавме со идејата да го промовираме културата на диалог. Резултатите кои што ги добивме во почетокот и денешните резултати, забележуваме дека еволуираат и младинците покажуваат се повеќе и повеќе резултати. Знаете, резултатите зборуваат дека младинците се способни, се волни, имат мотивација да градат големи проекти. 25 струмички волонтери беа дел од денешната втора работилница за оваа година во Струмица, кои во периодот кој следува ќе ги осмислат и реализираат малите проекти од програмата. Надлежните велат дека интересот од година во година се повеќе расте, што е добар индикатор дека хуманите вредности кај луѓето се уште постојат, но треба да се поттикнат. Тоа е вториот дел од програмата на ПХВ. Третиот дел останува со дисеминаторите, каде што тие ќе научат како да ги документираат и да ги реализираат проектите, од кога ги излезат на терен и од кога ќе ги постигнат нивните резултати. Многу ми е битно да истакнам дека ние како ПХВ се трудиме да младинците ги извлечеме од нивната дневна рутина, да им помогнеме една интересна содржина како тие можат да си го исполнат своето време и при тоа време да биде на корисен начин. Оваа програма се прави со цел промовирање култура на диалог како основен предуслов за создавање интеркултурно општество, како и промовирање, активно знаење и активен однос во животот преку принципите и вредностите на Црвениот крст. Црквата во населеното место Фурка, посветена на светиот пророк Илија, наскоро ќе биде конзервирана и реконструирана. Ова го најавија од општина Дојран, каде велат дека храмот добил статус на споменик на културата и понатаму надлежниот завод и музеј ќе работи на негова реставрација. Старата црква во населеното место Фурка доби статус на споменик на културата и согласно тоа во иднина ќе биде конзервирана и реконструирана. Ова го соопшти градоначалникот на Дојран Борче Стамов, кој како што вели за ваквиот статус се изборила општината со цел соодветно да се заштити црквата. Општината помогнала и во уредувањето на дворот на истиот објект. Мощна стара црква во населеното место Фурка. Според податоците не се знае точно кога е изградена, тоа дополнително ќе се испитува, но според податоците некаде во 19-тиот век. И е една интересна и автентична за овие простори архитектура. Целта ни беше да ја заштитиме таа црква како споменик на културата, нешто што успеевме заедно со музејот од Струмица како надлежна институција. Веќе е завршена таа процедура за прогласување и заштита на црквата како споменик на култура, а наредните фази кои ќе следат се изработка на елаборати за конзервација и реконструкција. Со помош на елаборатите, вели Стамов, ќе се види што е потребно да се гради, а што да се заштити во старата црква. Динамиката која ќе биде предвидена во тие елаборати, како што сум запознат, мислам дека годинава 2017 ќе следат изработката на елаборатите, ќе се утврди динамика за нејзина конзервација или заштита на таа црква и понатаму и реконструкција, затоа што се дели на две фази. Самата архитектура на црквата, стариот камен да биде заштитен и така натаму, меѓутоа и внатре оној дрвениот дел, олтарот и така натаму веќе почнуваат да забот на времето да ги јаде и мощно е потребно да се заштити таа со цел да ја зачуваме во иднина црквата.
Во Фурка во текот на минатата година општинските власти направија мини плоштад со ново детско игралиште, изградба на тротоари, ново осветлување, а за годинава во план е комплетно да се уреди училишниот двор и да се изградат спортски терени и други содржини за учениците. Голем број на луѓе мислат дека пролапсот на гениталните органи се редок проблем кој се среќава само кај мал број постари жени. Но голем е бројот на жените со вакви проблеми кои повеќето не бараат медицинско решение, најчесто поради срам или страв дека позади овие симптоми се крие нешто посериозно и поопасно, а некои пак сметаат дека ваквата нивна состојба е нормална за нивната возраст. Повеќе слушаме во продолжение. Пролапс на гениталните органи представува всушност хернија, односно спад на гениталните органи, кои што од нивната нормална позиција, кои што се наоѓаат внатре во малата карлица, паѓаат и излегуваат надвор. Тоа се обично се случува во возраст некаде над 45, над 50 годишна возраст, меѓутоа кај нас обично жените кои што имаат пролапс на гениталните органи знаат тоа да го трпат и да го чуваат во тишина, односно сметајќи дека тоа е нормално, дека тоа всушност не им представува болест. Тоа се јавува некојаш генетски условено, значи од како причина, односно фактори поради кои што може да се јави, значи може да биде генетски условено, врз основа на количината на сврзно ткиво кое што ја имаат или од кој тип на градба на колаген имаат, а исто така може да биде предизвикано во текот на животот, особено оние жени кои што имаат родено повеќе деца или оние жени кои што имаат родено поголеми деца, некои кои што се над 3,500, односно над 4 кг, како исто така и кои што имаат, например, помало растојание помеѓу нивните породувања или пак кои што имале некое вагинално оперативно завршување на раѓањето, како што се, не знам, вакуум или форцепс и слично. Исто така тоа почесто се јавува кај жените кои што може имаат поголема тежина. И инциденцата која што реков јас дека се јавува најчесто после 50 годишна возраст е причината поради тоа што недостаток на естрогените, на хормоните. И со недостаток на хормоните не доаѓа нели повторно до обновување на колагеното ткиво, доаѓа до старење на ткивото и како резултат на тоа, они преку вагиналниот канал, значи гениталните органи се спуштаат надоле. Меѓутоа не се спуштаат само они, туку заедно со нив може да се спушти и мокрачната бешика или пак може да се спушти дебелото црево. Почитувани гледачи, следуваат настаните од светот. Да ги проследиме. Жителите кои живеат низводно највисоката брана во САД во близина на градот Оровил во Северна Калифорнија итно се евакуирани откако властите јавиле дека браната може да попушти поради пукнатините што се отвориле од силниот притисок на водата што се собрала по обилните врнежи. За околу 130.000 жители наредена е итна евакуација во регионот низводно браната, наведе локалниот шериф на социјалните мрежи, нагласувајќи повеќе пати дека не станува збор за вежба. Калифорнијскиот завод за водни ресурси објави на Твитер вчера околу 16 часот и 30 минути по локално време, оти се предвидува дека браната ќе попушти во наредните неколку часови. Количината на водата во петокот била помала од 2 метри од врвот на браната, а пораснала поради големиот дожд и снег што следеа по тешката суша во Калифорнија. Десетици илјади романци излегоа повторно на улиците со цел да побараат оставка на владата што ја обвинуваат дека ја попречува борбата со корупцијата. Вакви протести се одржуваат 13 ден поред. Романија е зафатена од протести откако владата на премиерот Сорин Гриндијану усвои декрет за декриминализација на оние кои се обвинети за злоупотреба на службена должност, бидејќи станува збор за износ од 44.597 евра. Иако владата која стапи на должност пред само неколку месеци ја повлече одлуката за декриминализација, протестите не запреа. Околу 80.000 демонстранти се движеа по улиците на Романија. САД, Јапонија и Јужна Кореја побараа вонредна седница на Советот за безбедност на Обединетите нации поради тестот на балистичка ракета која вчера го изврши Северна Кореја, изјави представник на Американското постојано представништво во Обединетите нации. Тој изрази очекување дека Советот за безбедност ќе состане денеска попладне по локално време. САД, Јапонија и Јужна Кореја изразија загриженост поради новата провокација на затворената комунистичка држава.
Почитувани гледачи, ова беше и последната информација за овој дневник. Ви благодарам на вниманието со кој не следевте. Останете со програмата на телеканал А1. Пријатно!